Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе говорам за триацилглицероли или пак наречени триглицериди, масти, масла, прости масти или пак неутрални масти. Значи имаат многу имиња, но сите значат те едно исто. Сите тие се всушност естери на трихидроксилен алкохол глицерол и виши масни киселини. Во ред, ајде пред да го нацртаме алкохолот глицерол, ќе земеме некоја си ваква сина боја, ќе ставиме 3 јаглеродни атоми, ќе ги поврземе и ќе ставиме вдека ОХ групи. ОХ, сега ќе дополниме со водороди, вдека ќе биде CH2, тука ќе биде CH, тука ќе биде CH2. Значи ова е глицеролот. Ќе обележиме со повторно со некоја боја. Гледаме дека името завршува со ол, значи ова е алкохол. Добро, гледаме дека има хидроксилни групи, и тоа 3 на број. Но оваа молекула нема баш толку вкус како етанол, така алкохолот кој го пиеме, него е блага. Така да ако би имал раствор од глицерол, тој би имал така нешто си поблаг вкус. И всушност има примена во голем број индустрии, во медицината, така значи се користи за дезинфекција, бидејќи има и антимикробни действија, се користи во прехранбената индустрија, се става во некои храни, бидејќи има антимикробни, уништува патогени, исто така и дава благ вкус на храната, се користи во филмската индустрија, се прават најразлични други соединенија како антифриз и така натаму, во најразлични фармацевтски продукти и така натаму и така натаму. Али во биологијата главно е поврзан со метаболизмот на липиди. Така што тоа ќе разгледаме сега. Значи го имаме трихидроксинол алкохол глицерол и како што реков, ќе се поврзе, ќе се естерифицира всушност со вишни масни киселини. Ајде сега да ги вметнеме и вишите масни киселини, значи С црта ОХ, двојна врска О. И сега наваму имаме повторно јаглеродни атоми и водородни атоми, само ќе ги бележам како цик-цак. Нели, за масни киселини говоревме во претходното видео и завршува со CH3. И бидејќи самото име е триацилглицерол, тоа значи дека имаме 3 вакви виши масни киселини. Така што еве направив, копирав, пастирав и сега имаме 3 виши масни киселини. Овие 3 не мора да бидат исти. Значи кај некои 3 ацилглицероли масните киселини се сите 3 исти, но најчесто се различни. И сега кога го имаме глицеролот и масните киселини вака близу нацртани едни од други, ќе дојде до реакција на естерификација каде што ќе се образува естерска врска помеѓу глицеролот и масна киселина. А тоа ќе се случи на следниот начин. Овде јаглеродниот атом, електроните на јаглеродниот атом се привлечени повеќе кон кислородните атоми. Во ред, значи електроните се повеќе тука во овој предел, бидејќи кислородите се доста електронегативни. Поради тоа јаглеродниот атом има нешто си по-позитивен полнеж. Во ред, додека кислородниот атом тука има 2 пара вака на слободни електрони и има нешто си по-негативен полнеж. Поради тоа можат релативно лесно да дојдат во реакција, така што овој кислороден атом и овој јаглероден атом сакаат унаводници да се поврзат еден со друг. Така значи сакаат да образуваат тука врска. Така што од оваа единична вдека врска ОХ си ги зима електроните, исто така овој водорен атом, односно протон, ќе се откачи и ќе се придружи на ОХ и овие всушност ќе се заминат вака и ќе се добие молекула вода. Така значи H2O. Додека кислородниот атом и јаглеродниот ќе се поврзат и ќе образуваат естерска врска. Односно тоа што би се добило е следново. Значи вака изгледа триглицерид, каде што имаме естерска врска која го поврзува глицеролот со масни киселини, при тоа нели се губат молекули на вода во процесот, нели, на создавање на оваа естерска врска. И оваа молекула од која ќе се добие вака станува неполарна. Така бидејќи имавме некој си поларитет претходно со негативниот и позитивниот крај, но сега тие ќе се приспојат, немаме позитивен и негативен крај. Така што е неполарна молекула, поради тоа знаеме дека мастите не се мешаат во вода. Односно е хидрофобна, има фобија од вода, бидејќи водата е поларна молекула, така H2O е поларна, а знаеме дека слично најчесто се меша во слично, така што мастите не се мешаат. И бидејќи имаат специфична тежина помала од 1, така значи специфична тежина која е помала од 1, например на вода е 1, поради тоа е полесна од водата и плови над нејзе. Така да ако измешаш раствор од масло и вода во сад некој, доле ќе биде водата, а горе ќе биде маслото. Така.
поточно има помала густина од водата и затоа плови над нејзе. Затоа триглицеридите, како и останатите липиди, најчесто се растворливи во неполарни растворувачи, бензен, хлороформ и така натаму. Инаку, голем дел од работите кои важат за масни киселини, важат и за триглицериди. У смисол да, ако триглицеридот е составен од масни киселини кои се незаситени, во тој случај викаме дека имаме незаситен триглицерид. Ако тие пак се заситени, имаме заситени триглицериди. И нели тоа исто така влијаеше на температурата на топење. Така, ако беа заситени, имаа повисока температура на топење. Ако беа незаситени, имаа пониска температура на топење. И така натаму и така натаму. И сега триглицеридите кај нас најчесто се сретнуваат во адипоцити. Значи тоа се клетки на адипозното, липидното ткиво, кои складираат триглицериди. Значи овде имаме еден адипоцит, нели имаме јадрото, клеточна мембрана, остатокот од клетка, тука се збиени сите останати органели, ендоплазматичен ретикулум, Голги, митохондри и така натаму, и го имаме местото каде што се складирани триглицеридите. И триглицеридите се складираат бидејќи тие претставуваат депо на енергија. И се користат за енергија бидејќи ослободуваат дупло повеќе енергија од шеќери или протеини. Нормално за дадена маса. Така, значи 1 грам на триглицериди ослободува дупло енергија него 1 грам на јаглехидрати. Инаку интересно е дека кога ги внесуваме ние триглицеридите со исхраната, дали тоа се од животинско или растително поделкало, не ги абсорбираме како триглицериди. Односно, липидите во дуоденумот под дејство на ензими наречени липази, така бидејќи разградуваат липиди, се разградуваат на глицерол и слободни масни киселини, некогаш на моноглицероли или пак диглицериди. Значи се добиваат моноглицериди, диглицериди или слободни масни киселини, free fatty acids. И како такви влегуваат во ентероцитите, така значи влегуваат во ентероцитите, ќе нацртам една клетка, и повторно се склапаат внатре у нив. Значи влегуваат како слободни масни киселини, слободен глицерол, одека не го запишав, диглицериди, моноглицериди, и повторно се склапаат да бидат триглицериди. Преку низа чекори се склапаат во триглицериди, кои што се пакуваат во форма на хиломикрони и понатаму влегуваат во лимфната циркулација, попатуваат низ лимфната циркулација, стигнуваат до крвотокот, па стигнуваат до црниот дроб, каде што повторно се репакуваат, се ставаат во најразлични липопротеински честици, стигнуваат до ткивата каде што им е потребно, таму може да има липази, кои повторно ќе ги разградат на слободни масни киселини ако треба енергија и така натаму и така натаму. И тоа е главното што треба да се спомне за триацилглицероли, односно триглицериди. Нормално може повеќе се збори во однос на метаболизмот, но моментално гледаме само структурата и ќе се видиме во следното видео. Довидување.